Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте на часот по техничко образование за четврто оделение, на кој што видео час ќе зборуваме за хартија и полукартон. Може да забележите на сликата хартија, што се можеме да правиме од хартија, ќе научиме како се произведува хартијата и секаква намена на хартија и полукартон. Тука на сликата може да забележите секакви видови на хартија и секако може да забележите дека може да ја користиме за секакви намени. Хартијата е тенка, рамна материја произведена со компресија на влакна. Влакната што се користат се обично природни, базирани на целулоза. Хартијата е материјал кој се користи во животот и работата на луѓето во секојдневниот живот. Основни суровини за добивање на хартијата се дрвото, сламата, иситнетите стебла од пченка, разновидна трева, стари крпи, коноп, стара хартија и знаеме дека учебниците, тетратките се направени од хартија, книгите во библиотеката се исто така направени од хартија. Блоковите за цртање, најразлични украси што ги изработуваме од хартија, сите секако сме изработувале на училиште. Потоа се користи за пишување во училиштата, секаде околу нас, за цртање, во домот, во градинката, во сите институции се користи хартијата. Дури во продавница кога одиме, ни даваат фискална сметка, тоа е хартија. И во институциите каде што уплаќаме на шалтер, се работи со хартија. Ете тука може да забележите на сликата дека хартијата се користи за печатење на најразлични документи, потоа се користи за покани, за роденденски, свадбени прослави. Како картон, односно поцврста хартија, може да се користи за чување на канцелариски материјали, како што може да забележите на сликата. Со хартијата се прават исто така и роденденски покани, подароци, различни декорации од хартија во сите бои. Чинивчина каде што се служи, тортата се прават исто така од хартија со најразлични апликации од сите. Гледате тука може да видите на сликата од сите херои од цртаните филмови. Новогодишни украси се прават од хартија, потоа декорации, лампиони, честитки за нова година исто така се изработуваат од хартијата. Осмомартовски подароци, украси, цветови направени од хартија во боја, потоа пакованите подароци исто така може да ги украсиме со украсна хартија и да ги изработиме, како цветовите, така и подароците за нашите мајки. Сега, поцврстата хартијата, односно полукартонот, што се употребува како амбалаж. Тамо се пакува, знаете, во ваков амбалаж може да се чува овошје, зеленчук и други производи што може да ги забележиме во маркетите. Секако е поцврста бидејќи треба да носи поголем терет. Хартиената амбалажа исто така се користи за еднократна употреба за некои реклами, известувања, знаете, постери каде што се известува каде и што ќе се одржи. Се користи за производство, рековме, на хартија од вредност, пари, пликови, кредитни картички, фискални сметки, како и некои документи, односно лични карти, изводи. Сето тоа се произведува од хартија. Сега банкнотите, пасошите, возачките дозволи, личните карти, ID картичките се изработени од специјална хартија, нели? Може тука да ги забележите.
На училиште изработуваме оригами од хартија. Што беа тоа оригами? Еве тука на сликата може да видите најразлични фигури на може да забележиме фигури на може да правиме секакви фигури оригами. Се прават рековме од хартија и треба да знаеме за оригамите дека јапонците се најпознати во изработување на оригами од хартија во светот. Сега, изработки од хартија можат да бидат примамливи за нас и затоа можеме многу да изработиме, да направиме од хартија. И тоа од она хартија што треба да се рециклира, односно да ја не треба да ја фрлиме. Рециклирање е всушност преработка на користена хартија за добивање нови производи. Еве тука може на сликите да забележиме дека може да ги искористиме хартиите и картонот и полукартонот за најразлични изработки. Гледате, тука се направени кули, куќи, згради, убави фустани од весници стари. И исто тука може да забележиме дека постојат најразлични изработки од хартија. Тука може да видите и примери. Што се можеме да направиме со хартијата. Сега картонот се среќава во најразлична форма, во зависност од неговата примена. Тука може да видите картони, пакети кои што се користат во индустриите и најразлични изработки од картон, исто така ете и оригами од картон и може да се користат, рековме, за најразлична намена, за подароци и така натаму. За изработка на хартијата се користат суровини од растително потекло, кои во себе содржат влакнести материи целулоза, значи хартијата се добива од целулоза. Сега кога на часот ни се случи да имаме некој отпад од хартија, кога нешто сечиме или нешто работиме, она што ни останува не го фрламе, го ставаме во одредено место, односно во строго онамо каде што е назначено дека треба да се остава хартијата и таа хартија се рециклира, односно се преработува и повторно станува нова за користење повторно. Значи хартијата не ја фрламе, не ја гориме, туку ја рециклираме. Рециклираната хартија штеди многу енергија, исто така вреди и пари. Сега тука може да забележиме на сликата како се произведува хартијата, во посебни фабрики се произведува. Гледате како, на какви машини се произведуваат, па потоа се сечат во зависност од тоа каква потреба и намена ќе има хартијата. Од машината излегува во вид на бескрајна лента и се намотува во топови и потоа се сече онолку колку што е потребно. Дали се тоа одредени формати, дали е хартија поголема и така натаму, во зависност од побарувачката. Се особини има хартијата, тврдост, жилавост и еластичност. Тврдост е отпор што го дава хартијата на алатот при обработка, односно сечење, засечување и свиткување. Некоја е потврда, некоја е помека. Жилавоста ја воочуваме при незино кинење. Некоја хартија се кине полесно, меѓутоа некоја се кине потешко. Еластичноста е отпор што го дава хартијата при свиткување и превиткување. Некоја е поеластична, а некоја веднаш се превиткува. Сега, бидете креативни и да направиме најразлични изработки од хартија. Може да истражуваме и да најдеме најразлични изработки на оригами и одредени форми на хартија. На сликата може да забележите што можеме да направиме од хартија, па се надевам вие ќе пробате и ќе направите нешто од хартија. Ви благодарам, имајте пријатен ден и се гледаме повторно.